Видите, прво ова прашање ќе му го поставите на Христијан Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН, затоа што тој пред само една година одеше по Скопје и кажуваше дека Скопје ќе ја добие најдобрата мајка и ќе стане најдобриот и најмодерен град во светот. Потоа тој излезе на пресконференција и кажа дека ќе обезбедил бесплатен превоз за граѓаните и дека ќе купел нови електрични автобуси и дека ќе се изградела фабрика за електрични автобуси. Значи тоа беа негови зборови, не мои зборови. Од тоа нешто нема ништо, туку и превозот кој што го имаше во Скопје го нема. Јас гледате дека имам многубройни трибини низ државата, на кои што кажав дека обврска на оваа влада е, особено на влада предводена од Социјалдемократски сојуз, како политичка партија која што се грижи и која што има вредности во својот фундамент за грижа за сите граѓани, дека мора да помогне на сите граѓани во рамки на капацитетите и можностите кои што ги има. И исто така сум кажал дека сите големи проекти кои што се во Скопје започнати и кои што им се потребни на скопјани, меѓутоа и на сите други градови, владата во рамки на своите надлежности ќе направи се да може да ги доврши. И во тој дух беше и посетата на министерот за локална самоуправа, министерката за култура на градот Скопје, на кој што мислам дека сме пред договор за преземање на ингеренциите на универзална сала, да тој објект може да биде завршен и даден на употреба практично и на користење на граѓаните на Скопје. Меѓутоа постојат и други проекти кои што беа започнати, како на пример пречистителната станица за градот Скопје, огромен проект кој што практично и беше камен на стопнување за она што се случи во градот Скопје, бидејќи очигледно се обвинуваа за поделба на провизии помеѓу себе членовите на ВМРО ДПМН и нивните представници во градот Скопје. Потоа имаме брз автобуски превоз во градот Скопје, кој што е одобрен проект со финансирање од меѓународни финансиски институции и кој што едноставно не се реализира. Потоа погледнете ја клучката на Момин поток, огромен проект кој што е во застој. Патот до Визбегово, тоа е практично една исклучително важна сообраќајница која што треба да ја поврзе индустријската зона Визбегово, меѓутоа и овој крај овде, и Чучер Сандево, исто така е нешто што треба да се направи. Подвозникот кај Лимак, од градите на Лимак е скоро готов, меѓутоа обврска на градот Скопје е да ги направи кружните текови кај Нова Македонија, ни милиметар од тоа не е направено. Така да јас работам со владиниот тим за да ги видиме можностите и да преземеме дел од тие активности да бидат направени заради скопјани, не заради политика.